That's not an anomalous figure. It's a remarkable figure, but it's not anomalous. There are similarly low levels. So, first of all, I would like to thank you for having me here. It's a great pleasure to work with EBRD. His Excellency Krishna Bekteshi is Minister of Economy for the Republic of North Macedonia. Lubo Knezovic is the advisor, and that's a big challenge in the current world. And the second thing it shows you is that there's almost nothing been built in the last 30 years. You can see a little uptick in the last couple of years, which is mainly one small coal plant in Bosnia, and then a number of renewable plants. So they have winners, but they also have losers. How should policymakers and investors approach this, and how should we think about the elephant in the room of Bitola and the coal future? But I'll give you time to read. Денес имавме прилика заедно со председателот на владата на Северна Македонија господин Спасовски, но истовремено и со колешката Ангеловска да учествуваме во рамки на бизнис форумот организиран од страна на ЕБОР, бизнис форум кој ова година го имаше една од главните теми зелената енергија. Јас имав прилика да учествувам и на тој панел каде заеднички со сите други присутни, посебно со присутните од Светската трговска организација, но истовремено и од Европската комисија, разговаравме за сите реформи кои биле преземени од страна на нашата држава што се однесува до областа енергетика, новиот закон за енергетика, закон за енергетска ефикасност и можностите кои произлегуваат од овие законски решенија, но истовремено има прилика да ги повикувам сите заинтересирани инвеститори да ги користат можностите да дојдат во нашата држава, да инвестират во областа енергетика, посебно во областа на обновливите извори. И друга тема важна која ја дискутиравме со председателот на ЕБОР беше иницијативата за започнување со градба на интерконекторот за природен газ со Косово, што ќе му дава дополнителна можност на Северна Македонија да стане и транзитна земја што се однесува до снабдувањето со природен газ во западниот Балкан, а секако дека од тоа ќе има придобивки и граѓаните, но истовремено и државата, имајќи по предвид дека освен што ќе го диверсификираме снабдувањето со енергенски, ние секако дека ќе добиеме и по ефтин енергенс, а истовремено нашите граѓани ќе имат подобра животна средина, пошто, како што се знае, преку гасификацијата може да влијаеме позитивно во животната средина во нашата држава.